А сега вака рано што би се рекло, спектакл во нашето студио на голема радост на нашите гледачи. Пристигна Јордан Митев, но не само на радост на гледачите и на радост на сите млади, сите влюбени, затоа што денес ќе промовира неговата нова песна посветена токму на младоста и на љубовта. Јордан, добро утро! Добро утро. Како сме? Одлично, одлично. Што вака наваму? Па, ме поканивте да дојдам. Не мора да одговараш на тоа прашање. Стигна, како Дури што од рано биш специјално во Но тоа утро. е професионалноста. Па на вистина сме почестени. Да. Да. И јас сум почестен од вашата покана. Но не и дојде за нас, дојде за нашата публика, мора да признаеш. така? Дојдов за сите вас. А, за сите нас. Ти благодарам, Јордан. Слободанка, повели се твоите Преубава и прашања. прекрасна најава, како што знаеш и умееш ти Искра. Да се живи здрави младоженците. Јас ке кажам и веќе ја искориста можноста. Предходно имавме доктор, па не успеав. Нека се живи здрави младенците, денеска младенци, нека ни е за многу години. Нека е за многу И години. нека Инаку- има многу повеќе младенци. Така. Инаку таа не е нова песна, таа песна е пред 2 години, меѓутоа вие ја имате одбрано. Ја одбравме за- за да ја празникот. пуштите за Да. за денес, така да драго ми е што ете ќе ги расположиме Ке ги младенците. расположиме, да. Јордан, добре ни дојде, еве и од мене. Добро ве најдов, Добро поздрав утро. до сите гледачи. Ми пишаа неколку фанови, мораш да не поздравиш, бидејќи станавме специјално рано за да те гледаме на телевизија. Голем така поздрав. Да, поздрав до сите, но посебно до моите фанови кои што верно ме следат. Знам дека ги имаш сите знаеме дека ги имаш во голем број. Меѓутоа, Па да, за да имаме фанови како естраден уметник, на полето на музиката мора да се докажеме онака како што и сме се докажале досега. Веќе колку години помина од музичката кариера? Само да подсетиме. Оваа година е веќе 19-та. 19-та година. Да. Од за овие 19 години, Јордан, јас со оглед на тоа дека еве сме имале нели комуникации со нашите естрадни, ке кажам, уметници, ти се извојуваш во едно. А јас ке кажам што е тоа и морам да го споделам со јавноста. Твојата врвна и голема професионалност и договор кога те каниме за да гостуваш во емисија, без разлика дали е утринска или било каков тип на емисија, дури еве кажавме и ќе споменам уште еднаш дека ова утро ни пристигна и допатува од Радовиш. Да, да. Тоа е Па, навистина добро. за голем поздрав. Благодарам. Јас се трудам сите овие години да бидам професионален. Тие што ме следат веќе подолго време знаат дека сум таков, знаат дека тоа не е лицемерно, знаат дека тоа не е така случајно, него се трудам да бидам професионален, да бидам одговорен, да направам Секоја чест. да го направам најдоброто од себе во оваа работа и драго ми е што ете има една солидна бројка на луѓе кои што тоа го почитуваат. Нормално на сите човек не може да и погодиш што и да направиш, некојаш луѓето Така е, во право ќе ми си. најдат мана, еве ти паднала малку косата напред, па добар си, ама немаш коса напред. Да сме живи, Така здрави, да како секој ќе велат. најде некоја мана, но генерално јас се трудам навистина да направам нешто добро за македонската фолк музика Така е. и со оглед на тоа Досега што имаме навистина направено многу добра. со оглед на тоа што ете сум опстоил 19 години, сето тоа го имам направено сам како креатор, како автор, како изведувач, како инструменталист, мислам дека тоа значи нешто. Како не значи, голем број на толку големи хитови и песни кои што ги имаме запечатени, можам да кажам, на македонската музичка сцена. Ако почнам да ги набројувам, тогаш ќе ни е потребно многу време, ги имаме многу. Има доста, да. Меѓутоа има оние патриотските наши убави македонски Апсолутно. песни, ги има песните за љубовта, која што сите ние ја сакаме и без љубовта едноставно не може да се живее, но исто така и треба да си инспириран. Јордан, јас ќе го искористам малку и моментот ке зборуваме ние и за музиката. Ние во Тетово си имаме разни обичаи. Јас ќе кажам дека со оглед на тоа дека потекнувам од таму, па сега младенци само се наоѓаме причина да си празнуваме и да си имаме каниме гости, па и добро, за нека младенчето што се родило си славиме. Нека има убави само Така да поводи. како е како татко, кажи ми сега овие 5 месеци. Одлично. Да. Одлично, фала му на Бога, значи тоа е голем благослов. Нека голема е жива здрава среќа. Кристина. Благодарам Да се радува враќа на успесите на кај тато. секој кој што сака и посакува и очекува. Навистина голема радост како за мене, како за супругата, така за цело семејство. Една убава енергија која што не се опишува со зборови. Так. Ете, навистина Рано Кристина е да веќе зборуваме рано дали е. ќе го наследи тато, но ќе видиме. Па мислам дека веќе покажува сигнали. Покажува? Јас тоа го кажав во едно интервју, каде што навистина на една музика веќе почнува да реагира, иако е
веќе наполни само 5 месеци. О, сега малите бебчиња можеме да ги забележиме дека реагираат на многу нешта, нека се само живи и здрави. Посакувам да биде среќна и успешна како тато, се разбира и убава како мама, а не дека и тато не е убав. Но секогаш ќерките нека бидат како мама. Мама е поубава. Така. Кажавме и веќе се вратиме повторно, ќе ги поздравиме, се разбира, и твоето семејство. Јас би сакала голем поздрав од Дорадовиш. Поздрав до моето семејство. Голем поздрав, да, прекрасни сте и твојот брат е тука со нас. Јас ви се восхитувам. Тоа многу пати и често го споменувам кога е Јордан Митев во прашање, затоа што вие сте најверојатно и од тоа е не најверојатно со сигурност домашното воспитување, колку се чувствува кај вас што вие си го имате. И токму затоа е односот и таков на македонската музичка сцена и сме продолжиле така во животот. Па јас сум човек кој што е врзан за семејството. И покрај тоа што направив, тоа што направив и правам, сепак јас не сакам да ја пресечам таа моја блиска релација со семејството и затоа често се враќам и сум присутен секое мое слободно време во Радовиш, поточно во Подареш, бидејќи тоа поминатото време со семејството, со мајка, со татко, сите заедно на маса, тоа е нешто кое што едноставно нема место, нема цена кој што тоа не може да го замени. Ниту најубавото место во светот, ниту најскапото, ниту најлуксузното. Доволно е само да се седне на маса, да има леп и сол и тоа за мене е најголемо богатство. Исто, се согласувам со ова што го кажа, затоа што тоа е нешто најубаво кога ќе сме на заеднички ручек, што во последно време тоа се поретко го имаме од динамичното време во кое што живееме, меѓутоа мора да се најде време. Сите сакаат да бидат нешто сами, да бидат нешто, имаат свој филм, свој живот. Ја не можам тоа да го разберам, мислам, тоа што си ја сакате, почитувате фамилијата и правите се за неа, не значи дека немате и свој живот. Но, дојдоа некои трендови кои што можеби немаат објаснување и луѓето што ние не ги префаќаме во одредени работи. Ние како генерации тука не ги префаќаме тие трендови и сме си по-патриархалното, да кажам, воспитување се уште и оние семејни македонски вредности кои што ни биле пренесени од нашите мајки, баби и така натаму. Ајде сега за музиката. Ке слушнеме ние за крајот од нашиот разговор оваа преубава песна која што, добро Искар кажа, ќе не е промоција, е пред 2 години, меѓутоа ќе ја слушнеме за убавиот овој празник младенци. Меѓутоа покрај оваа песна ние имаме толку многу ги споменавме. Што е она што ќе очекуваме од тебе? Јас пред некое време споменав, имаше гледач кој кажува и секогаш се жали дека ние не слушаме македонска музика општо во маркетите кога одиме или на било кои места и дека треба се почесто да се слуша македонската музика. Јас те извоив како еден од изведувачите кој е тука како вистински прав македонец, кој си ја сака македонската музика, ја компонира како што кажавме сам, текстови си пишуваме сам и така ја носиме на естрадата, за тие песни остануваат за секогаш во нас. Еве, која би ја запеала сега? Има многу луѓе кои што од една страна критикуваат и се негативно насочени, од друга страна кога ќе им кажете, па еве има нешто овде. Например, имам песна Наздрави за љубов, наздрави за среќа. Има песна Само тебе јас те сакам. Ако зборуваме нели за малку песни кои што се да речеме љубовни, жена за 100 години, ајде сите на да не ги набројам. Меѓутоа, знаете како нашиот народ од една страна се жали, од друга страна, па знаете, тревата е зелена, но на комшијата е позелена. И тоа е кај нас контрадикторно, кој што мислам цело време некако не води прилично назад. Но како што кажавте, јас имам доста песни, дека моите песни се слушани показател и тоа што ако отидете пример на YouTube кај што се поставени моите песни, ќе видите дека има милионска гледаност. Значи за таква мала земја кај што јас обстојувам, да се има таа гледаност, тоа не е за потценување. Тоа е голем успех. Но како и се, така и во музиката кај нас сите убави нешта, позитивни нешта некако гледат да се стават под тепих и да се промовира или да се издвои или да му се намали вредноста на тоа што е вредното, него да се издвои и да се покаже некој или нешто кое што не е баш толку вредно, но е важно бидејќи со некоја личност пие кафе или е роднина или е партиски или е вака или онака. И тоа е поразителот на нашето општество во се, па и во музиката. Еве јас пред некој ден дознав
што за мене е разочарувачки. Најслушаните песни во Македонија, мислам, најплатените песни во Македонија, според заштита на авторски права, според статистиката која што ја видов, се песни кои што јас никогаш ги немам ниту слушнато, ниту се хитови, ниту никаде, а на списокот стојат дека се најплатени. Јас имав така една, да речеме, реакција која што па еве ја политиката и во музиката, тука можеме да во се. И тоа е навистина жално, затоа а колку е слушана Наздрави за љубов, Наздрави за среќа во последниве години. Така да треба малку да бидеме пореални кон себе. Да. Тоа што не е добро, па макар да биде и на собствен брат и сестра, значи треба да се каже дека не е доволно добро и треба да му се даде признание на некој човек кој што вреди. Така е. Но кај нас ние сме премногу пристрасни. Но признанието од народот е, јас мислам дека најголемото признание. Апсолутно. Да. Апсолутно. И од публиката. Апсолутно, но некогаш за тоа треба да помине многу време, знаете? Многу време, многу нерви, многу некогаш човек и здравје треба да изгуби. Кај нас некои луѓе ги величими од кога ќе заминат од овој свет. Не дај Боже, но за жал така е. А зошто тоа да биде така, кога тие луѓе треба да се почитуваат, да се негуваат и да се искористат позитивно, додека тие се во полна снага и кондиција и психичка и физичка. И физичка, да. Убаво кажано, навистина, и жалам поради тоа што е така, меѓутоа јас велам и секогаш што го кажувам, многу е важно, значи, публиката она што ќе го каже, што ќе го зацрта и што ќе си кога реагираме ние на песните на Јордан Митев. Последниот збор го има публиката. Да. И тоа е веќе најубавото чувство. Е сега јас некаде кон крајот, меѓутоа не кон крајот, ќе да ја слушнаме музичката numera што е многу важно за овој ден, да не се живи здрави младенците. Инаку да потенцирам јас по повод таа манифестација, свадба, младенци, младоженци, така натаму, имам доста песни направено, затоа што јас сум присутен на многу прослави од таков тип. До сега имам пеено на многу млади луѓе кои што стапиле во брак, да бидам искрени, и не можам некогаш да се сетам кога ќе се сретнеме, ќе ми кажат пред 10 години ни пееше на нашата свадба. Еве тоа се многу поминати настапи. Да, многу настани и драго ми е, тоа е навистина еден, можам да кажам, еден од најспецијалните денови за едно семејство, за двајца млади кои што стапуваат во брак. И јас по тој повод имам напишано неколку песни. На моје големо задоволство тие се доста слушани, барани, пример, има една песна. Да не бидеме скромни, сите твои песни се слушани. Еднаш вака славам, еднаш вака правам. Кажи да, моја најмила. Да, моја најмила. Но јас се одлучив за ова со оглед на тоа дека имаме и тука играорци убави, на убаво место е снимен спотот. Сите спотови се убави сами за себе, меѓутоа некако така најмногу ми привлече внимание за ова утро. Тоа видео е снимано во Мариово, апсолутно. Тоа видео е снимано во Мариово на прекрасна и значајна локација. Затоа и остава таков печаток. Би сакала да те прашам и со оглед на тоа дека имаме време, 3 минутки да ги искористам. Ние кажавме дека многу ја сакаме, почитуваме Македонија како еден патриот пред се. Патриотските чувства е една човечка голема особина која што треба да ја сите имаме во себе. Тоа треба да го има секој нормален човек. Така, со своето раѓање, љубовта кон татковината, дедовината и да создава позитивно. Меѓутоа тоа не значи дека ние не ја почитуваме и сакаме и останатата музика, поготово еве од Ексију просторите, со оглед на тоа дека морам да те прашам соработката со големата, да кажам, звезда, с која сите ја знаат. Халид беше Муслимовиќ, за соработка со како дојдовте до соработка? Халид ме контактира минатата година некаде додека бев на турнеја во Австралија. Знае тој кого контактира. И ете човекот ја следел мојата кариера и покажа интерес да една од моите песни ја препее на босански јазик. Тоа веќе се случи и снима, пред неколку дена се снимаше видеозаписот во Србија под диригентска Ајде сите на нозе. На нозе, браво. Да. Под диригентска палка на Дејан Миличевиќ, така да значи тој ги бараше твоите авторски права од песната за да може да ја препее. Да, моите авторски права, и Халид беше овде во Скопје кај што во студиото овде ја снимавме песната со неговиот вокал. Така да, ете, таа песна наскоро ќе биде промовирана на балкански простори. Јас не дека тоа не може досега да го направам, да ги препеам моите песни на друг јазик, но повторно поради мојот патриотизам, кој што го истакнувам во мојата работа, значи јас се трудам да моите песни ги задржам автентични, такви какви што се и да се продолжиме по патот, така е. Иако имам доста, пример, позитивни забелешки од балкански
познавачи на оваа работа, дека, пример, кажуваат дека токму затоа едно големо исто име штета е доаѓа да до одредени тебе. мои песни останат само на македонски јазик, со тоа што Но еве вика има кој да ги пее. имат дострел, ти имаат потенцијал да Како доживеат биле поголем ми дострел. повелете, пејте си ги на ваш јазик. Таму каде што има простор и каде што има оправдание, Така. значи јас еве дозволувам да тоа се направи. Секоја чеси, преубаво ми е што ова утро ни го разубави, ете за овој преубав празник и време е, мислам, нели, ми јас беше како чест. велам со музичарите, малку зборување, а многу повеќе музика треба за да ги расположиме нашите гледачи со една преубава македонска песна, да се живи здрави младоженците и уште еднаш на сите младенци да им посакаме многу среќа, многу љубов во понатамошното нивно функционирање во бракот, да кажам. Така. Да нема разводи, Така. со оглед на тоа дека статистиката го кажува, но нека има повеќе бракови Така. да се склучат и многу љубов во нив. И да има деца. Да има деца, така е. Благодарам, Јордан, ти Ми посакувам беше драго. многу успех и се гледаме повторно со она што ќе го промовираме пред Великтен. Благодарам.